Моторните возила и мобилните машини кои учествуваат во сообраќај на пат во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема, информираат од Министерството за внатрешни работи повикувајќи се на член 361 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бодови согласно со одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот 1 на овој член, велат од Министерството. Имено во правилникот по однос на потребната зимска опрема прецизирано е следното: како зимска опрема на моторни возила со најголема дозволена маса која не надминува 3500 килограми се подразбира зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина од 4 мм. Пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина со минимум од најмалку 4 мм ако возилото во приборот има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала. Потоа како зимска опрема за моторни возила со погон на 4 тркала 4x4 се подразбира зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина од 6 мм. Пневматици со летен профил на сите тркала со длабочината на шарите на слојот што гази по обем и широчина со минимум од најмалку 4 мм ако во возилото во приборот има синџири за снег и во случај кога има постојан погон. Синџири за снег треба да имаат најмалку на задната осовина, а во случај на преклоплив погон, синџири за снег треба да имаат најмалку на постојано вклучена осовина. Автобусите и товарните моторни возила кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег, треба да имаат зимски пневматици на погонските тркала и прирачен алат лопата.